Нови улици, патишта, детски градинки, паркови. Вака најчесто изгледаат најавите на градоначалниците, особено во предизборниот период. Но во овие нивни најави никогаш никој не ветил старски домови. Податоците покажуваат дека во јавните установи во земјава се згрижени околу 1000 стари лица, од нив 650 се во старски домови, преостанатите се во пензионерски домови. Од Министерството за социјална политика, демографија и млади признаваат дека листи на чекање за згрижување има и во јавни и во приватни установи, но не и за колкав број се работи. Ако се водиме од извештајот на Светската банка, како држава имаме предизвик да се справиме со населението што старее. Прашањето е, што правиме за тоа? Изгледа како реален објект за вселување, но ова е само макета и неостварена желба на пензионерите од Кочани, речиси деценија и половина, кога за изработка на проектот платиле безмалку 30.000 евра. Домот е предвиден за 157 пензионери за градовите кои ги опфаќа нашиот регион, Кочани, Виница, Берово, Делчево, Каменица и Пехчево. Ова тука е локацијата која што ја има Сдруженијето на пензионери, е одобрена, дадена од општината. Овде требаше да биде домот направен, сместен, требаше да има парк за да одмарат пензионерите, да излегуваат на чист воздух, требаше да има паркиралиште и игралишта, исклучиво наменети за таа група на луѓе, за пензионерите. Секоја година сите ветуваат. Сите предизборни маркетинзи тргнуваат од тука. Меѓутоа, ние како Сдружение на пензионери не отстапуваме. Имаме надеж и идеме до крај. Пред 3 години надлежните од пензионерите барале сместувачкиот капацитет да се намали за 1/3 и да има само 50 легла. Никој ништо не прави. Граѓаните од третото доба живеат многу тешко, вели Елица. И приказната на штипските пензионери е слична како и на соседите од Кочани. Проектот за изградба на дом за стари лица во Штип тапка во место веќе 10 години. Штип ќе одглавува постапката за изградба на дом за стари лица. Објект кој почна да се гради пред 10 години, а има статус на дивоградба. Минатата година, по 10 години чекање, повторно се врати надежда дека штипјани ќе добијат старски дом. Не би ги коментирал причините зошто несоодветно бил изграден објектот и зошто не бил запазен со соодветно одобрение за градба. Она кое што е наш приоритет е да овозможиме во иднина објектот да добие употребна вредност и употребна дозвола. Верувам дека ќе се изнајде решение. Предметот е веќе во владина процедура на седница на влада. Додека стотина пензионери да добијат можност да се згрижат во Штипскиот дом, единствен реален вселив во овој регион е домот во Берово. 86 годишната Нада Дакич во домот е 4 години. Нема никој близок што би се грижал за неа. Нема кај да одам. А керка ми почина. Едно внуче имам, оно е во Латвија. Тренер. И јас сум потпуно сам. Некогаш играме карти, некогаш не лути се човече. И така си разон друштвени игри, горе одиме, вежбаме, цртаме. Освен Нада, уште многу пензионери тука го нашле својот дом. За безмалку 1 деценија овој дом го зголемил бројот на легла за 50. Општинската јавна установа за згрижување на стари лица Докторина Лашки е формирана и основачи на истата општина Берово преку Советот на општина Берово. Во моментот во неа се згрижени 39 лица и со новите 28 веќе бројката е станува позамашна. Надежноста е на општинска, финансирањето е дел обезбедува буџетот на општина Берово, а дел оди преку трансферот по високо ниво на власт како блок дотација за социјална заштита. Освен Берово, јавни установи за сместување на стари лица има и уште во 4 градови низ државата – во Скопје, Куманово, Прилеп и Битола. Во нив се сместени 650 граѓани од третото доба.
Покрај сместување на старите лица во јавни установи, сместување обезбедуваат и 44 приватни домови. За нивните услуги се плаќа од 30.000 денари па нагоре. Покрај јавни установи за сместување на стари лица во Македонија постојат и 14 пензионерски домови, во кои има 380 станови во 11 општини, а во нив се сместени над 400 лица. На ранг листа за сместување во домовите со кои располага домот има 40 лица. Станка Трајкова вели дека нема доволно сместувачки капацитети, а сервисите, услугите и негата во домот што се нудат се непостојани. Ние имаме, ги пропагираме, ги кажуваме социјалните сервиси, меѓутоа не знаеме, чекај, кој ги финансира, колку, дали ќе учествува старото лице со своји средства, дали ќе се прави разлика меѓу високи и пониски пензии, дали ќе партиципира државата, дали пензионерот ќе може да избира само одредени услуги, оние кои што за него се потребни. Значи, тука има цела лепеза на прашања кои што треба да бидат одредени за старите лица. Информирањето е многу битен фактор. Од заедницата на единиците на локалната самоуправа вела дека општините се свесни за потребата на граѓаните во третото доба, но дека се потребни огромни финансиски средства што тие ги немаат и воедно не се надлежни за вакви капитални инвестиции. Уште во септември 2023 на Комисијата за следење на развој на системот за финансирање на единиците за локалната самоуправа, представниците од ЗЕЛС покренале иницијатива за итна дебата околу недостатокот на домови за стари лица, односно дека ниту една општина нема изградено нов ваков објект, а дека старите се во лоша состојба и има недостаток на кадар.